Остапувањето од цврстиот став на европските законодавци е направено за да се задржат цените на возилата на прифатливо ниво, а европската автоиндустрија во конкурентни води. Со новите норми се воведува подобра контрола на емисиите на јаглерод диоксид, чии лимити се намалени за 13% кај автомобилите и комби возилата и за 39% кај камионите и автобусите. Построги и тоа за 35, односно 56% се и дозволените количини азотни оксиди, а ќе се контролираат и частичките од сопирачките и микропластиката од пневматиците, што ќе важи и за електричните возила. Периодот во кој возилата ќе мора да ги задоволуваат новите стандарди двојно е продолжен на дури 10 години и 200.000 километри, а малверзациите ќе бидат спречени со сензори кои ќе го мерат еколошкиот ефект на возилата низ целиот нивен животен век. Во иднина ќе се регулира и трајноста на батериите на електричните возила со цел да се зголеми довербата на купувачите и намали користењето на вредни суровини при нивната изработка. Овие предлог норми треба да започнат да се применуваат во 2025-та кај автомобилите и доставните возила, а 2 години подоцна кај автобусите и камионите.